Еве и Бумбар ќе дојде со. Ми дојде во косата, овако како на талона што и преше. Да. Ние се запознавме на Академијата за графички дизајн. Се запознавме многу спонтано. Давид се дошол последна клупа и немавме премногу контакт. Се исклучок на пуш пауза, кај што сите излегуваме и изборуваме заедно. Но откако почна на вториот семестар, почна да седи со мене во прва клупа и природно почнавме да зборуваме. Да. The rest is history. Да, the rest is history. Да, ја бев дечкото од последна клупа и никако не сакав да се придвижам од последната клупа, некако се спот ми беше животот, ама кога имавме презентација за крајот на првиот семестар, добив одреден фидбек кој што не ми се допаѓаше од менторите, ама беше многу право фидбекот, беа скрос право за тоа, дека бев во последна клупа и не бев најактивниот ученик на академијата и одлучив дека од втор семестар треба да се префилам во прва клупа и да битам добриот ученик кој што сум целиот живот. И кај Ана имаше слободно место во прва клупа и сега сме другари од прва клупа и сме најактивните со прашањата. Да, буквално најактивните. Да. Го разбирам како некоја дефиниција дека е имитирање на човечката интелигенција или начинот на кој што комуницираме, создаваме работи, но тоа се прави преку машина. Exactly. Да. Да, знам дека веројатно има длабоки и широки дефиниции за AI, а мислам дека она кое што најчесто во денешно време или во моментов е најинтересно за сите нас е дефиницијата за generative AI или вештачката интелигенција која што создава всушност некаков продукт, некаков аутпут ни дава. Најпознато ChatGPT логично, ама веројатно и другите мислам дека стануваат актуелни. Не пречесто, ама кога и да ми треба, да. Зашо најчесто го користиш? Моментално најчесто го користам за забава, entertainment. Она има интересна дефиниција за забава. Да. Како се забавуваш со... Има lot of sites за тоа, буквално со генерирање, можеш да генерираш текстови да читаш или буквално од ChatGPT да генерираш промпт и тоа промпт да ти генерира слика, ти после таа слика да ја морфнуваш се поише и поише се дори не излезе нешто што не го очекуваш дека ќе излезе. Зашто начинот како што размислува AI е близок до начинот како што размислуваат луѓето, но не е сосема таму и секогаш нешто нема да биде нешто е оф. Нормално до крај, секогаш ќе има нешто што е оф, како што кажа. Не, ја најчесто си го користам за работа и за факултети за едукација. Не ми тикнало за забава да генерирам чудни слики со него, ама значи од работа сите извештаи што ги имам за пишување, сите брифови што ги имам за пишување, сите затоа што работам и social media management, сите календари, сите идеи што ми ги нафрлаат ChatGPT за потенцијални идеи што можам да направам во текот на месецот и што можам да објавам и се покажале како нешто кое што навистина онака ми го забрзува времето кое што ми е потребно да завршам една работа. Да. А генерално сега not to shoot myself in the foot, ама некаде многу поквалитетно од мене знае да ги изработи стварите. Фер. И многу побрзо. Апсолутно многу побрзо. Тоа зашто ми треба да го изработам за 3 дена 4, го работам во едно сабајле и после имам 3 дена 4 кај што не морам да работам. Да, буквално да. Не целосно, можеби со некои работи, но не целосно. Например, во што би можело да замени? Со некои технички работи, како што кажете, со извешта или со scheduling или некои работи кои што буквално треба само технички да се изработат, не мора да има човек зад тоа. Ако доаѓа до креативните индустрии, мислам дека не може да го замени, затоа што не може да го долови тој човечки допир или дух што го има изработено некој човек. И секогаш ќе биде just a little bit off. Во нешто. Да, што и да има некако можеш да почувствуваш дека е AI. Дури да е еден текст обичен за социјални мрежи, мислам дека многу лесно, многу брзо во последно време забележувам кој текст е напишан од човек, а кој од не човек.
напишан. Или имаш едно истражување кое што беше направено дека откако почна да функционира ChatGPT, зборот Delve као Delve into it, станал многу почесто користен. Тоа е еден од знаците дека е користено AI. Што мислам дека е интересно затоа што ја имам забележено дека ChatGPT има одредени фрази, одредени зборови кои што ги форсира постојано, ми се омилени да ги користи, кој што ја викам fair на пример за секој втор збор кој што и да ми каже, ChatGPT си вика Delve, еве очигледно. Да, мислам од гледна точка на психологија, значи имаме повеќе типови на интелигенција кои што ги имаме сите ние и ChatGPT е супер, супер ги разбира математичката, логичката и вербалната интелигенција, значи може тука многу ствари да продуцираме, кога ќе станува збор за другите типови интелигенција, како што е интерперсоналната, интраперсоналната, музичка интелигенција, проприоспацијална или телесна, тоа е веќе нешто кое што на вистина не може барем се уште во моментов да го продуцира, така што во таа насока на вистина не може. Мене искуството ми е одлично, наискрено. До сега се сите од менторите одлична соработка имав. Темите кои што ги работиме и проектите кои што ги работиме мислам дека се супер и се сум многу задоволна од се. Да, не, јас сум апсолутно задоволен до тој степен да пред некое време побарав да има Академија за графички дизајн 2.0. Да. Значи, супер, мене ми е презабавно што го учам ова, само една година е на крајата, како што сама кажа, проектите што ги работиме се онака ептен забавни, ептен креативни, навистина бараат да се посветиш од нив и бараат напор да вложиш во нешто да научиш што не си го знаел до сега. Ама имам чувство дека баш допрва сега се разработев, баш сега научив како ги правам стварите што сакам да ги правам и сакам да имам ја уште една година академија која што ќе можам целосно да се посветам на тоа и баш ме интересира кои се новите проекти што би ми ги дале. Буквално скоро цела група наша за графички дизајн би се согласила со тоа. Така би уште цела една година да. Би идела ти уште година да на графички дизајн? Апсолутно да. Апсолутно да. Уште 3 години ако треба. Гледај ми поминато и мислата да ги почнам сите академии ги запишувам една по друга. Средна мислам дека визуелни би било или маркетинг. Да, или UI UX. И после би идел на фотографија, кој има мал страф од фотографија. Страф ми е го правам, да го правам тоа. Мислам дека ти кажува, значи кога се работи за дизајн, за графички дизајн, што и да е. Ја ќе седнам дома, ќе го работам со сати, ако не е добро, well, scratch that, ќе почнам од почеток. Фотографија, сето тука ти се луѓето и пропси што е треба и светлата. И ако ја нешто утнам, како фотографот, сите утнале, пошто немаме никаков продукт што можеме да го искористиме. Затоа ме плаши. Да може затоа треба да запишам академија за фотографија, затоа да не плаши веќе, да.